Христос се роди. Вистина се роди. Христос се роди. Вистина се роди. Христовото раѓање, еден од најголемите празници во православието, денеска ги приплави храмовите со верници. На божикната литургија присуствуваа стотици верници. Таква беше сликата и во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје. Оние кои се придржувале до божикниот пост се причестуваа, други запалија свеќа и се помолија за здравје. Живееме во свет на неправди, но да не дозволиме тоа да стане прифатливо. Испрати порака и поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан во божикното послание. Живееме во свет во кој што има неправди и беззаконие, каде што не само што не се почитуваат Христовите заповеди, туку и владеат норми најдиректно спротивни на нив. Но да не дозволиме тоа да ни стане прифатливо и вообичаено. Да не се сообразуваме со овој свет, туку нашиот живот во светот да го сообразиме со Христовите заповеди. Дечиња од најмала возраст и оние повозрастните си посакаат здравје, мир и среќа. Божик ќе го поминат, велат, онака како што доликува, со семејството и најблиските. Христос се роди. Навистина се роди. Како ќе си го прославите вие денеска Божик? Добро и убаво. Што ќе правите дома со семејството? Ќе одите кај баби, кај дедо? Ќе одиме кај баби и дедо. Во црква ќе одиме и после дома со семејството. Еве кои се вашите пораки, желби за Божик? На сите им посакувам здравје и среќа, а друго кој како сака. Навистина се роди. Денеска го празнуваме Божик, како ќе си поминете вие за Божик денес? Ние убаво ќе си поминеме, ќе одиме кај баба ми, кај дедо ми, ќе одиме на прошетка, кај чичкони, кај нас на гости и така. А денеска бевте тука во црква, си запаливте свеќа? Да, брат ми запали за мене. Па свечано во кругот на семејството, еве со радост, со убави моменти, да си пожелиме многу благосостојба семејна и многу радосни моменти. Најпрво здравје, потоа се друго. Највеличествениот ден. Многу среќно, весело, со мисла за здравје, среќа за децата, за најблиските и за цел македонски народ. Пораки за здравје, мир и стабилност во државата во време на многу предизвици испрати и претседателката на Македонија, премиерот и лидерот на СДСМ. Денеска се подсетуваме на Богочовекот, на Исус Христос, кој што не е само денеска меѓу нас, туку е постојано меѓу нас, за да не подсети за тоа дека неговиот пат е нашиот вистински пат. Гледате колку народ одеднаш се обединува, гледате каква позитивна енергија и мисла има. Христос се роди, вистина се роди, а на сите граѓани да им посакам пред се здравје и среќа и мир во домот. Тоа е она кое што ни е потребно и тоа е она кое што мислам дека е важно во годината која што следи. Мир Божи, Христос се роди. Посакувам мирни празници, посакувам весели празници на сите верници кои денес овој празник го празнуваат. Ова е традиционален повод да се собере семејството, да се соберат најблиските, да се покаже почит, да се покаже грижа. Посакувам денот да помине мирно, а мирот во овие турбулентни времиња ни е и тоа како потребен. Кај да си пред Божик и за Божик дома да си. За некој домот е каде се најблиските, за некој родното место. Па денеска сите заедно го слават Христовото раѓање. Денеска заврши 40-дневниот Божикен пост, па на трпезата се служи мрсна храна во кругот на семејството, пријателите и блиските. Тамара Тичевска, Сител телевизија.